Почитувани представници на медиумите, чест ми е денеска што заедно со нас е премиерот на Република Словачка, заедно со министерот за внатрешни работи на Република Словачка, со тоа изразуваат уште една поддршката на Република Македонија и продолжувањето на добрата соработка која што ја имаме. За Македонија е исклучително важно да имаме јасна и прецизна одлука од земјите членки на Европската унија за тоа колку мигранти дневно ќе може да бидат примени на нивна територија, за да можеме да го намалиме притисокот кој што го имаме на границата со Грција и Република Македонија. Од исклучителна важност е да обезбедиме хуман третман на овие луѓе, да имат хуман прием, меѓутоа не помалку важно е да ги заштитиме и македонските полицајци и македонските граѓани. Навистина, знаете дека пред 2 дена се случи повреда на еден полицаец, се со цел заради тоа што имавме ненавремено информирање во однос на режимот на протокот на мигранти. Затоа апелираме да меѓусебната соработка, координација која што ја имаме со државите од регионот, да навистина биде во таа насока да имаме јасни и прецизни одлуки. Благодарност уште еднаш до земјите од Вишеградската група за се што помагаат во справувањето со оваа криза и очекувам дека таа соработка ќе продолжи и понатаму и ќе се продлабочува, се со цел заедно да си помогнеме сите држави. Македонија е подготвена да ги почитува сите одлуки на Европската унија, иако не е членка на Европската унија, меѓутоа сметаме дека иако не сме проблем во оваа мигрантска криза, треба да бидеме дел од решението. Министре, може да питамо ми? Allow me to thank you very much the Minister of Interior as well as the government of your country for hospitality and for the possibility to meet you. дами и господа, Please allow me to continue a few words. This is very sensitive issue, so I will be very brief. First of all, I would like to repeat the readiness of my government to help and to coordinate our activities with the government of Macedonia. As you know, I met your president in Prague during the meeting of Visegrad Group countries, and all Visegrad Group countries repeated their readiness to help and to assist. This is the question of people, question of technical assistance, of equipment. Very much depends on what you will be using, and we will be waiting for some technical details. You know that on Monday there will be summit of the European Union, and there is a lot of nervosity among migration crisis, and we all believe that we need to adopt European solutions, but sometimes it seems to us that European solutions do not work. So probably also bilateral cooperation with the countries like Macedonia will be very, very important. So the purpose of our visit is very simple one. We have a police unit here from Slovakia, 20 people. If necessary, we are ready to send a similar unit next month or next month, and at the same time the purpose of this meeting was to directly on the spot to see the situation, what's going on, and this is very important for me because on Monday I will be with all prime ministers and heads of the states in Brussels. So thank you very much. At this moment I will not repeat any questions. Thank you. why?